Како да го спречиме физичкото и емоционалното насилство кај младите? Тема за разговор со професор доктор Ана Фрицхант, раководителка на Институтот за психологија при УКИМ. Професорке, добар ден. Добар ден. Актуелна тема, некако секојдневно зборуваме на овие теми, меѓутоа се изгубивме ли во современото општество како современи родители во воспитување на нашите деца? Па видете, може би некој се подизгуби малку повеќе, некој помалку, некој се уште добро плива, би рекле, и се снаоѓа во секојдневнава динамика, темпо на живење и сите оние, да речеме, новини кои што новото време со себе ги носи, ги прави овие млади генерации поразлични од генерациите на нивните родители, баби, дедовци и слично. Дали значи тоа дека можеби премногу ги заштитуваме нашите деца и не ги пуштаме слободно да се движат, како што ние бевме послободни во на време во кое што ние раставме? Постои тој родителски стил наречен хеликоптер родителство, меѓутоа јас не би генерализирала дека сите родители токму презаштитнички се поставуваат кон своите деца, бидејќи знаете секоја условно земено сега екстремна позиција и занемарувачкото родителство, тотално незаинтересираниот родителски стил, меѓутоа и премногу заштитувачкото родителство не придонесуваат позитивно кон севкупниот развој на детето, така што ние знаеме сега од пракса дека чисти стилови родителски имаме само во теорија, во секојдневието не можеме да ги видиме. Она што го забележуваме дека некој родител може да биде малку повеќе кон едниот или кон другиот стил да инклинира, или некој трет родителски стил, меѓутоа во пракса гледаме мешавината. И сега како родителот ќе се постави кон детето зависи во голема мера и од самото дете, неговиот темперамент, неговите да речеме степенот на развој, барања, желби, способности и слично, и тука се гледа умешноста на родителот, нели, да процени докаде и што забранува, што ќе одобри, така што навистина потребно е, за да не ја пречекориме таа граница, да станеме премногу заштитувачки настроени, што видете родителите и тоа го прават од љубов кон детето, од желба да го, нели, заштитат максимално, бидејќи очигледно не баш многу безбедно се чувствуваат, така што нели умешноста би рекла на родителот е да процени што, докаде и како ќе се постави кон своето дете. Тоа значи дека пред се и над се мора добро да го познава, но граници и насоки мора да постојат, бидејќи на децата, посебно кога се мали, кога се во интензивен процес на развој, им е потребно насочување од страна на родителите, нели, заради усвојување на тие морални вредности, принципи, правила и норми, што е добро, што е лошо, за да може да проценат што е правилно, што е погрешно, така што одредена насока и со самото тоа и одреден степен на ограничување, посебно кога станува збор за несоодветните форми на однесување, е потребен. Така што треба да се води сметка да не сме премногу ниту заштитувачки настроени, ниту да сме она што е страшно штетно, тоа е занемарувачкиот родителски стил. Обкружени сме со технологија, се ни е некако лесно достапно, посебно на децата, како да ги заштитиме на тој начин, затоа што сепак, нели, оние социјални мрежи не влијат баш убаво на нивниот развој. Иако преку нив дознаваме многу информации, меѓутоа таму може да се види се и се што, може да налетаат на низа содржини кои не се соодветни за нивната возраст и наместо да го поттикнат развојот и учењето, може да напротив, нели, направат сериозно голема штета, тогаш кога јас постојано тоа го кажувам, се користат на несоодветен начин, кога се гледаат несоодветни содржини, кога не се селектира, не се филтрира сето тоа што се гледа, а повторно кога ќе дојдеме до тоа што со развојот и до каде децата можат, колку се помали, толку имаат поголеми ограничувања и во доменот на когнитивниот развој, во доменот на развојот на емоциите, така што повторно во насока на одговор на вашето прашање, родителите треба да бидат квалитетно вклучени во животот и развојот на своите деца. Со еден битен аспект од сето тоа е да водат сметка
Јас не би сакала многу често да го користам зборот контрола, бидејќи знаат да го сватат негативно, нели дека нешто многу строго се ограничува или се забранува, меѓутоа дефинитивно да имаат увид во тоа што децата гледаат кога се онлайн и кога всушност им се дозволува пристап на социјална мрежа, затоа што мора да постои, како да речеме, одреден степен и на емоционална зрелост, и на социјална зрелост, и на когнитивна зрелост, за да може да се селектира и да се филтрира што е тоа што ќе го гледам, што е тоа што нема да го гледам. Критичкото мислење, способноста за проценка, дали нешто е навистина издржано, кажано, прочитано таму, или е лажна вест, фотомонтажа, филтрирана слика која е далеку од реалноста. За сето тоа треба време. За сето тоа треба претходно да бидат нели на еден начин информирани, че медиумски писмени, да знаете кога ќе дадете нешто и потоа нели како дозвола, како уред, како некаква бенефиција, после тоа кога ќе сакате да го одземете тоа, многу тешко оди, затоа што веќе еднаш сте го дале и уште повеќе ако не е воведена рана контрола на тоа колку долго се гледа, што се гледа, колку време поменуваат со електронските апарати во рака, тогаш потоа многу подоцна, подошко ќе биде подоцна да вие воведете забрани сега да одземете телефон, и тие резови исто така не се многу продуктивни. До вчера гледало подолго време, сега од денес готово ти го одземам телефонот, нема да гледаш ни 5 минути. Треба да бидат насочувани, водени од родителите, ама тоа повторно значи активна вклученост на родителите дома во секојдневието на децата, квалитетна комуникација, меѓусебна доверба, искрен однос и да имаат увид што е тоа што децата евентуално го прават додека се со телефонот или таблетот во рака. Споминавте и вие, кога ќе се одземе мобилниот телефон, гнев па плачење. Како тогаш да реагираме? Подобро е да го спречиме за да не дојде до тоа. Непријатни и негативни емоции секако дека ќе има, затоа што не годува. Вие сте му одземале нешто на што тоа се навикнало или му причинува задоволство да го користи. Меѓутоа, секогаш е важно да се објасни. Знаете, забраната сама по себе, само затоа што некој е авторитет, па нека и родител, нема долгорочни ефекти ако чисто забраните. Јас забранам затоа што сум ти мајка и имам право да го направам тоа, или ми се може, или сметам дека тоа е правилно. Треба да се објасни зошто нешто не треба да се прави, зошто нешто е непожелна форма на однесување, зошто нешто може да штети, како може да наштети. Значи, кога на децата им се објаснува на ниво, се разбира, да им биде приемчиво, да може да го тоа разберат, им се објаснуваат правилата. Што може, што не може, што е дозволено, што не е дозволено. Дури кога треба да забраниме, им објаснуваме зошто тоа го правиме, многу подобро сето тоа се прифаќа, поминува, отколку ако едноставно само велам забраниме и само затоа што сме по позиција на некој што тоа може да го направи. Така што непријатни чувства можно е да има, посебно тоа се забележува кога ги правиме тие акутни резови. До вчера било дозволено, сега веќе не е, или кога сакаме да казниме на таков начин, па велиме одземен ти е телефон, таблет или скратено ти е драстично времето на гледање. Најдобро би било да воопшто не дојдеме во таква ситуација да мораме да правиме така сериозни резови, туку од сам почеток да се води сметка кога се дава електронскиот уред во раце, значи да биде изложено детето, колку долго и што гледа кога е со телефонот во рака. Например, Американската педијатриска асоциација насочува дека во првите 2 години од животот воопшто не треба да бидат изложени на никакви електронски уреди и екрани. Понатаму веќе треба тоа да биде многу ограничено време.
треба да биде под надзор на родител, не само да се даде апаратот во рака и да детето прави што сака. Дури кога ќе седне пред телевизор, не е добро да му го дадеме далечинскиот управувач, па да се ги врти каналите рандом онака како ќе му дојде. Затоа што може да налета на содржина која дефинитивно ќе може да, ќе му штети, може да го преплаши, да не ја разбере. Имате предвид колку се помали, толку повеќе веруваат дека тоа што го гледаат на екраните е вистина и потоа можат да се јават низа последователни негативни резултати или ефекти од тоа, па да имате и регресивни форми на однесување кај помалите. Така што воопшто не е наивно и бара сериозна вклученост, ама пак ќе потенцирам квалитетна вклученост на родителите, еве бидејќи сега фокусот ни е токму тоа што се случува кога се дома, кога престојуваат дома со телефоните. Так, врсничкото насилство е сериозен проблем. За жал, споминавме на почетокот, многу настани периодов како да ги препознаеме овие деца и поголеми последици оставаа насилството од домот или можеби од училиштето. Знаете, проблемот на меѓуврсничко насилство е комплексен од аспект на тоа дека многу фактори го причинуваат и го составуваат. Па така, и кога го гледаме на ниво на улоги кои се е вклучен натре, некако најчесто се насочуваме кон жртвата, затоа што таа најмногу страда, меѓутоа тука сериозно треба да се позабавиме со насилниците и со пасивните наблюдувачи, на кои што, оно што ни го покажува праксата емпиријата, отпаѓа дури над 80%, што воопшто не е мала, дури напротив е сериозно голема бројка. Така што постојат рани знаци, да речеме, кои упатуваат на тоа дека некој е потенцијална жртва или е веќе во улога на жртва на врсничко насилство, затоа што имате предвид дека исто така праксата ни покажува дека жртвите долго време молчат, значи дури кога веќе ќе станат многу видливи симптомите, а не знаеме претходно колку време поминало тоа дете или млад човек во улога на жртва, дури тогаш жртвата ќе соопшти. Сега полесно е да го препознаете на насилникот бидејќи тој видливо се гледа, значи или исмева, или физички малтретира, некого го исклучува од група. Значи има многу повидливи однесувања, да кажеме, кои насилникот ги прави, што го прават и него самиот видлив. И тоа некои практичари кои се добро запознани со оваа проблематика дури ги гледаат првите знаци во предучилишна возраст, например, дете кое што е склоно да или оваа рана училишна возраст, значи дете кое што е склоно да ги исмева другарчињата, да ги следи постојано нешто да ги провоцира зад грб или ги наведува другите, ги наговара да зборуваат против нив или да ги исклучат од врсничката група. Значи, тоа ви се некои знаци кои не мора да загарантирано водат кон воиднина насилно однесување или улога на насилник, меѓутоа може да бидат индикатор и треба да го запалат алармот, да го вклучат алармот дека има потенцијални индикатори кои што би можеле да наведат кон тоа да се сомневаме дека утре тоа може да ескалира во некоја посериозна форма на насилно однесување или малтретирање на животинки. Сериозно голем индикатор дека емпатијата очигледно не се поставува, не се развива како што треба. И сега потешко е да се детектира жртвата, велам затоа што молчат и кога би знаеле колку тоа им штети, колку всушност само му оди во прилог на насилникот, веројатно порано би соопштиле пред се дома на родителите, на најблиските. Меѓутоа, кај оние кои што се во улога на жртва, тоа само сакам да го веднаш нагласам, постојат краткорочни и долгорочни последици од тоа да сме во улога на жртва, но и на насилник. Значи, насилникот не е амнестиран од било какви штетни последици по неговата личност и по неговото однесување, меѓутоа тие се многу подраматични кај жртвите. И сега, кај жртвите знаат да се јават, значи, рани знаци, пад во академскиот успех,
а претходно се одело добро. Психосоматски тегоби, главоболки, болки во стомак, одбивање да оди на училиште, социјална изолација, било добро интегрирано претходно, се дружило, сега наеднаш одбива да се дружи, ги избегнува дури и најдобрите другари. Некогаш знаат да флуктуираат со емоциите, значи да имаат агресивни испади, да не сакаат да одбиваат да комуницираат со родителите кога ги прашаат што ти е, не ми е ништо, значи го затвара веднаш каналот на комуникација. Знаат понатаму долгорочно веќе анксиозно депресивни да стануваат или да добиваат панични напади. Сега не се среќаваат сите овие знаци кај секој што е во улога на жртва, меѓутоа се се едни од најчесто наведуваните, значи се осамуваат едноставно, веќе не сакаат да се дружат, не сакаат ни да излегуваат од дома. Значи има знаци кои упатуваат на тоа дека некој можеби е во улога на жртва или трпи врсничко насилство во училиште и од врсниците. Но повторно ќе речам, јас сум многу силно стојам зад апелот дека треба да се едуцираат и родители, и наставници, и децата, адолесцентите, младите, за рано да го препознаат и да изреагираат. Треба ли повеќе кампањи во училиштата, предавање? Вие веќе започнавте секојдневно да се разговара со децата, затоа што нели сепак дел од овие теми се можеби непознати за дел од дечињата кои што не ги следат тие социјални медиуми. И ако не ги следат и добре што не ги следат, посебно ако се помали. Меѓутоа, да, многу треба да се работи, бидејќи, видете, врсничкото насилство е феномен во пораст во светски рамки, не е нешто што е од вчера. Ова постои многу подолго време од ова сега што е, да речеме, експанзијата на социјалните мрежи и медиумите и така натаму. Значи, постои ова подолго време и е, велам, еден мултифакторално условен проблем. Значи, личноста на поединецот, ниту некој станува случајно насилник, ниту некој е рандом избран да биде жртва, фактори кои потекнуваат од семејството, од училиштето, од околината, значи еден општествен проблем, феномен со кој треба да се бават сите. Да, едукацијата е страшно важна. Да знаат рано да го препознаат, да знаат и децата, и адолесцентите, и младите, дека тоа не е прифатлива форма на врсничко однесување. Значи, не си играме, не се шегуваме, затоа што секое врсничко малтретирање и насилство е насилство, ама не секое насилно однесување е булинг или малтретирање. Значи, има три клучни карактеристики. Едно е дека се повторува. И тоа е она што ја втурнува всушност жртвата во агонија, затоа и не сака да одат на училиште, затоа што знае кој го чека таму и дека повторно ќе му се случува истото што му се случувало и вчера и завчера и така натаму. Значи, повторливоста. Второ, имате дисбаланс на моќ која оди во прилог на насилникот. Тој е секогаш помоќен од оној кој што е во улога на жртва. И трето, дека имате намера во таквото однесување. Значи, ќе речам, не е некој рандом или случајно избран, туку намерно кон него се атакува. Тоа се тие три клучни карактеристики на меѓуврсничкото малтретирање што го одвојува од секоја друга форма на насилно однесување. Значи, треба да знаат, да се едуцираат рано, да препознаат сите овие елементи што ви ги кажав, и родители, и деца, ученици и наставници, и да се работи многу на превенција. И сега дури и ова едуцирањето е во насока на превенирање. Квалитетната комуникација дома, топлата и сигурна училишна клима, значи еден сигурен атачмент, ние велиме, со социјемоционална приврзаност помеѓу родителите и децата, наставници кои се авторитети, не се само таму за да ја предадат лекцијата, наставниот материјал дента, туку се треба, значи, да се врати таа. Јас сум многу за таа воспитна компонента во училиштата, која се почесто голем број стручњаци ја посочуваат како прилично изгубена, не целосно, можеби, меѓутоа прилично изгубена. Така што има начини како да се превенира. Тоа нема да оди ни бргу, ни лесно, затоа што не е проблем кој што се создал преку ноќ, туку е проблем кој трае и се надградува, па треба и да се решава чекор по чекор, меѓутоа во насока на превенција, она што прво треба да се почне е со таа едукација и дома родителите
квалитетен однос, квалитетна комуникација со своите деца. Значи, секојдневно е тоа што се прави, не е нешто што ме разбирате сега ќе го виждам. Туку тоа треба во континуитет, да. И мора да постои ред, мора да постојат некакви рамки, некаква контрола, што прават, колку се долго на тие електронски апарати, што гледаат кога се таму. Значи, мора да има родителот увид во сето тоа. Ви благодарам многу за денешното гостување во нашата емисија. Ова е тема која што можеби треба да се разговара барем еднаш неделно и убаво што започнавте со едукација во училиштата. Ќе ни бидете и се надам следен пат наша драга гостина. Да, со задоволство. Благодарам. Благодарам уште еднаш.